Благодарам, председателе, почитувани колеги, почитувана колешки. Ке зборувам за реплика и издвоив 3 теми за кои ке зборувам, на она што вие го кажавте, за која јас лично не се сложувам, но морам да почнам со една работа за која вие спомнавте, рачињата во медот. За тоа, почитувана колешке, имаше тужба против вашата партија, за таа една кампања која вие ја теравте, а вие сега лицемерно и покрај донесената пресуда излеговте овде и го спомнавте тоа. Па зарем не се срамите? И после донесена пресуда, на која треба, дали сте го направиле тоа, не сум во тек, на која вие можеби сега треба да излезете и ако имате доблест, да се извините јавно за тоа што го кажувате, за тоа што клеветите, бидејќи, знаете како, сега можеби сркате од медот, ама наскоро пелин ќе имате на менито. Но неси и судот, и се она што колку одлука е донесено, видете, истражете. Не е ништо на одмет, можеби не сте запознаени, дека сте како партија, вие наредено јавно да се извините зошто клеветите, а тоа многу често го правите, па можеби затоа и ви промокнала таа информација. Бидејќи завршивме за тоа со чиви рачиња се во медот, можеби на вашиот председател, бидејќи за него имаше како финансии, отворете на отворени финансии, луѓе, искрено ве замолувам. Во декември месец, кога го именуваат претходно за премиер, во декември месец, на 2 дена пред Нова година, огромни финансии се одлеваат од буџетот на Република Македонија спрема фирмата Pixel Group, на која тој директна и индиректна релација има. Но многу такви работи има за кажувања, а навистина да не го трошиме времето, бидејќи денес си кажавме многу работи што имавме да си кажеме. Ајде сега да зборуваме за буџетот. Дадовте осврт на вашето гледање, ама јас ќе ви кажам зошто е лош овој буџет и ќе ви набројам 3 причини во кои станува збор за буџетскиот дефицит. Во овој буџет за 2024 година кој го планирате, имате буџетски дефицит од 3,4% или поточно 545 милиони евра, за кој јавниот долг на нашата држава Република Македонија ќе се зголеми. Но вие тенденциозно си одите кон тој правец да ја носите државата во банкрот изминативе години, па зошто да не и овие последни неколку месеци што ви остануваат. Од тоа рачунате вие приходи во буџетот да има во износ од 5 милиарди и 42 милиони евра. Односно, истите тие да бидат за 10% повисоки од 2023 година. Како очекувате да соберете над 2,9 милиарди евра? И тоа од даноци, каде планирате да имате зголемени приходи над 460 милиони евра повеќе од минатата година. Ке воведувате нова даночна реформа? Имавте солидарен данок, кој никако да се разгледува на Уставен суд. Никако да се разгледува на Уставен суд. А сите од овде, пратениците на ВМРО, ДПМН и коалицијата, одговорно ви тврдевме дека солидарниот данок е нешто за кое вие лошо го имате проектирано и не сме и не треба да биде. Понатаму, од ДДВ планирани се да се наплатат над 1,3 милиарди евра, со што приходите од овој данок да ја надминат психолошката граница, внимавајте, од 1 милиарда евра. Колеги, повторно рекет врз населението. Го поддржувате тоа, колешке? Ке гласате за овој буџет, бидејќи излеговте сега да го браните истиот. Дали е исправно да се зголеми за 10,5% приходот од казни? Вие знаете дека треба да има повеќе казни? Не сте казнувале доволно?
Што мова го поддржувате? Или пак можеби ќе ја цитирам, бидејќи си земавте за право да ја спомнете колешката Колева, и јас ќе спомнам, истата таа вчера ни тврдеше дека скратени биле непродуктивните трошоци од претходниот буџет. Признава дека имало непродуктивни трошоци? Се негира самата себе во буџетот кој вие го гласате? Сте вметнале, замислете, и приход од потенцијална продажба на државни фирми и државно земјоделско земјиште. Па вие само тоа знаете да го правите, да ја распродавате државата, да планирате приходи од продажба на државно земјоделско земјиште. И впрочем ќе ве прашам, на кого ќе ги продавате? На вашите олигарси? На оние кои ги крадат парите? Еве ќе ви кажам еден конкретен пример. Може би Артан Груби ќе купува државно земјоделско земјиште. Од парите кои за Бехтел и Енка се трошат, а не гледаме каде се трошат, може би од тие пари ќе се купи државен имот. Тоа е стратегија, тоа е потреба за да излезете овде и да браните буџет. Да продолжам. Планирате многу, но интересно ми е во вашата изјава, во вашиот говор имавте за социјалните пакети да внимаваме што зборуваме. Јас тоа на момент го почувствував искрено како закана, бидејќи навистина не се чувствуваме комотни како да зборуваме овде и што да зборуваме, заради тоа што можеби ќе има некаква казна, некаква тужба. И сега, ајде, бидејќи ја внимавам што зборувам, како сите мои колеги што внимаваат што зборуваат, и врз основа на конкретни информации ги базираме нашите говори, врз основа на точни информации, ќе ве повикам, цел ден ве повикувам, отворете го извештајот на Државниот завод за ревизија. Во делот каде што е направена ревизија на влада на Република Македонија, имате забелешка каде стои дека 32,5 милиони евра кои се дадени како социјален пакет, како некаква помош на фирми, на граѓани и така натаму, за кои нема повратна информација кој ги земал, за кои нема повратна информација како се потрошени. Што ни кажува тоа? Дека тие се дадени, а не се знае на кого. Прашањето е на кого? Сигурно тие пари не се дадени на оние за кои што вистина им требаат тие средства. Да, треба да има социјални пакети, треба да има поддршка на граѓаните, на ранливите групи, но исто така треба да има и една поинаква поддршка. Треба да има поддршка од типот да има капитални инвестиции, да има работа, да се понуди работа на граѓаните, за тие сами да заработуваат, а не колешке во овој буџет планирате вие, замислете сега за следниве 4 месеци, вие, вашата влада, која уште малце ќе ја имате, да потроши 773 милиони евра реализација да направите, пазете, ќе направите реализација на капитални инвестиции, а не успеавте за 2 години да потрошите 730 во вистински капитални инвестиции. Неспособноста е таа која ве карактеризира во јавноста. Но што да правиме, впрочем, таков е првиот што ве води. Прогласен за трајно неспособен, и нормално е сето тоа понатаму да следи и да биде такво. Значи, од капиталните инвестиции нигде не гледаме реализација. Единствено нешто што можам како доказ да го приложам на ова мое тврдење е изјавата дека автопатот Охрид-Кичево ќе биде готов заклучно со декември 2023 година. И јас еве сега повторно ќе си земам за право, дури и на шега да кажам, све ви е готово, уште патарините фала да ги наместите. Ништо немате направено. Ништо немате направено. Само за рекет ве бива, за криминал ве бива, за корупција ве бива. Ама судот од народот
ви следи за скоро време. И третата работа, која сакам да ја спомнам, е образованието. Спомнавте за образованието во целиот ваш говор, само последната минута спомнавте за образование дури од кога ви истече времето. Не и си тоа е. Тоа најмногу што ви интересира го оставивте за на крај. Тоа мене ми докажува нешто, а јавноста нека суди зошто сте го оставиле за на крај. Не можете да се фалите дека платите во образование се зголемени за 55%, кога и вие бевте присутни преге, кога објаснував дека вредноста на парите, куповната моќ што ја имале наставниците во 2016 година, со вашите тврдења дека биле без покачувања, а тоа не е точно, иста куповна моќ, дури и помала, бидејќи бројките се изманипулирани, дури и помала куповна моќ имаат наставниците денес. И нема да дозволам да манипулирате со зголемени плати. 55% инфлацијата и повеќе ја има изедено куповната моќ на наставниците и нивната плата. Дали инфлацијата е таква или не е таква, нека судат граѓаните, бидејќи вредноста на парите кои тие ја земаат денес и нивната куповна моќ не е таква каква што треба да биде. Почитувани, има многу што да се зборува, бидејќи и вие го кажавте она што зборувавте за вашата општина, а навистина зборуваме за државен буџет, а најмногу се задржувате на општините од каде што доаѓате. Себично е малце, бидејќи да, општините и граѓаните ве бираат таму, но овде сте пратеник на сите граѓани во Република Македонија. И ќе ви го кажам следново. Општините има отчет, видете како квалитетно се работи во другите општини и бидете искрени во јавноста кога зборувате. Едно е да се фалите само со вашата општина, ама разгледайте ги и другите, бидејќи кога ќе кревате рака за цела Македонија, а не кревате само за општината од каде доаѓате. За да ме сватите што зборувам и колку одговорно ова го тврдам, слободно можете да отворите на веб страната на општина Кисела Вода, каде стои отчетот за изминатите 2 години, што е сработено и како е сработено, и само еден пример нека ви послужи како се работи и во останатите општини во Република Македонија. И те како се работи квалитетно, ама тоа ќе го видите како резултат на следните избори кои не предстојат, бидејќи народот гледа што се работи и како се работи. Има многу што да се зборува, јас ќе завршам овде и ќе ве подсетам. Верувам ќе се извините за изјавата рачињата во медот, бидејќи вашата партија тоа најверојатно го има направено заради тоа што беше донесена таква судска одлука Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да се извини на ВМРО ДПМН за искажана лага. Ви благодарам.